студио во Мајкша Сцена за Марија Ѓорѓиевска. Здрава, Марија. Здраво, добро ве најдов. Театар за деца и младинци, но пред да појдеме до театар за деца и младинци, да се вратиме на студирањето во Бугарија. Ме врати 2009-та. Да се навратиме, па што конкретно мислам? Зошто Бугарија е одбра? Таму отидов бидејќи тој смер ја што го студирав го нема кај нас. Актерство со плюс куклен театар има, значи да се учи. Знаеше уште од тогаш дека она што ќе следува понатаму може би ќе театар за деца и младинци. Така, јас може би имав во животот шанса да имам човек кој или постар човек кој ќе те подучи и да те насочи кога си дете. Благодарение на веќе покојниот Боре Ангеловски, јас тогаш одев како дете таму средно училиште во театар Чекори. И тој беше еден од тие, ми вика, ти си Маро родена да идеш, вика, да тоа вика за тебе, вика, ќе видиш таму, ќе бидеш, вика, ретко кај нас бидејќи го нема тоа некој што завршил. И така беше. Отидов да си ја пробам среќата. Па првата година како Претходно работеше за време на овие театарски, да речам, аматерски движења, дали не, знам дека одеше, него дали тогаш пробуваше нешто со кукли да работиш или не? Не, тоа ми беше прв пат, немав пред тоа јас никакво искуство, имав само направено, памтам на мојот испит, бидејќи се бараше и актерско да имаш, актерски да изиграш монолог. Така, имаше, па доста работи бара, значи имаше монолог актерски, потоа имаше нешто од басна, да изиграш некои ликови разни да те видат, да пееш, да танцуваш, ако знаеш да свириш. Имаше исто етида со кукли. Јас бидејќи немав искуство никакво, имав направено, памтам, бев како една нешто заспана чистачка, што чисти со една метличка и она што се мете у тоа лопатче, и после како она заспива во сонот, излегуваат мали кукличиња, се и на крај едно мало првосмукал. Читавање беше сладко, едноставно наивно, бидејќи знае дека јас немам никакво искуство пред тоа со тоа. А иначе како малечка кога сум била, мајка ми ме кажува, јас значи она секој дете си има некои замислени другарчиња со кои си разговара. Јас имав кукли, кои некогаш ете си ги шишав, ги облекував, им зборував, па ќе им шијам нешто, па ќе си играме разни ликови, плюс тоа што сум си сакала многу да, ако сум видела некој интересен лик, сум сакала да го играм тој лик. Ми бил омилен Чарли Чаплин, баба ми има зборувано, значи сум земала јагленче, вака сум си правила мустаки и сум одела као и Чај Чаплин сум правила, тоа ми било можеби од внатре, секоја дете е родено со некакви предиспозиции. И така да мислела мајка ми, ова шивачка мојва ќе биде, со кукли ќе се занимава, нешто ќе шие, ќе прави изгледа, ама ете дете осакало нешто друго, разни работи. И така можеби случајно патот ме нанел. Имало некој што се занимавал со некоја уметност? Па татко ми, сликал, порано на времето имал, нема изложби правено, така, ради некои икс други причини, потоа иначе он со медицина моите двајцата се занимава, ама тоа му било внатрешниот уметнички порив. Чичко ми исто така пишува поезија, така да имам јас нешто уметничко, можеби, или баба ми, Бог да ја прости, што викаше глумица на баба. Да, не знам, така, немаме некој посебно, меѓутоа сите од фамилија и од кај мајка ми и од кај татко ми, бабите, и баба ми сега што ми е, кога ќе отидам кај неа си пееме, она многу сака да пее, значи, секогаш вика, ајде баба, сега оваа ќе ја испееме, значи, имаат нешто уметничко, било од, што се склопиле, па јас можеби ете некој миксум, чуден таков по фамилија. Ти онака си чуден микс, маца, да кажам, ти си стварно ретко интересен микс направен кај тебе и многу битен за еден театар, посебно за театар за деца и младинци, затоа што твојот физикус и твојот карактер баш буквално можеш многу да го искористиш доколку знаеш да го искористиш, како што знаат да го користат многу од режисери кои што работат со тебе во театарот за деца и младинци. Повторно се враќаме во Бугарија, не ја забораваме, како одеше понатаму? Па ништо понатаму, поминав испитот, помина се јас во класа на професор Боњо Лунго, имав чест да бидам, за него исто само имав слушано овде, кај нас во нашиот театар има доста успешни представи, наградени представи кои се негови. Сите мои колеги се доста искусни во тој поглед, значи можам јас секако да учам од нив, бидејќи они кога го работеле тоа, јас сум била клинка. И
така потоа нели влегов, викам добро, јас бидејќи конкурирав за државна квота, бидејќи таму исто е многу тешко да се запишеш. Викам дали јас сум примена, па вика ти како конкурираше моето момиче, викам па викам така, викам јас немам пари да плаќам. И па така бе девојче си примена, ја пак уште не ми се верува. И ми вика слушај сега ќе имаме вика некој во Варна има куклен фестивал и вика пример ако треба да се почне на први ќе доеш вика на 10 за да не нели ден губиш време тука што ќе правиш у Софија нели јас бев така lost in space таму ништо не знаев нели јазик знаев и викам додека не тргнав викам вие непредвидливи се бе да ме зизнат да не ме примиле па да не ништо додека не тргнав не бев сигурна дека јас сум навистина таму примена во надвис нели школата што и така да има доста други наши македонци кои учат таму. Секако јас додека бев, барем јас вака лично не ги познавам кои завршиле на мојот смер. Има во драмата исто, баш генерација 2009 која завршиме беше Иван Калошев, само тој моментално работи во Стара Загора. Така сме си генерацијски таа, мислам, сакам да кажам, класа, која сме биле едни кукли, едни драма, меѓутоа ние сме имале соработка, работевме, значи ние покрај куклени нас ни бараше професорот многу дупло повеќе работа и актерски и куклени импровизирани кукли кои нема му се специјалност. Значи секој ден онака одев буквално и мораше да измислуваме тиди и тоа со неочекуван крај. Значи некогаш такви глупости ги правевме, само онака ќе те погледна, ќе ја покажеш и тидата и само без коментар следващија. Кога каже. И така се си мислев, дури некогаш ќе ми речеш, ова е ти да Маро за Скопје кидеш, и кам леле бе, зашто толку ли сум лоша? А уствари, сакаше да види дека имаш карактер за театар. Бидејќи во нашава работа навистина треба да издржиш и во најтешките моменти, нели имаш и криза, па потоа нели те фаќа дали сум јас за овде, дали јас можам ова да го правам, дали ќе можам да се справам. Таква е уметноста општо, не верувам дека само за нас како актери, туку и за сигурно областа на балетот, музика, секој се пронаоѓа уште. И така да треба да се издржи, они ни прават секако една психоанализа, многу добра, знаат кој до каде може да оди, што може. И така да мене максимум мислам дека онака бев како војнички режим, додека студирав, максимумот ни го бара на академија, да видат до каде се можеш ти со твојот ум, што можеш да измислиш. Дури во последен момент ми се случувало да имам испит некој и да ми го смени тоа што си го правил. И ти онака од зорто нема и каде да видиш како ќе смислиш друго нешто. Да, ама тоа е многу добро. Кога си студент си кажеш зошто мене вака ми прави, шо јас сум сгрешила, зошто? А уствари навистина они не проверуваат кој до каде може да оди нели со својата фантазија која понатаму ќе ти служи многу добро. Нели како сега кога работиме, во секој момент ти треба да имаш предлог како актер за нешто кое правиш, ако не така, значи друго нешто, па друго. Да не бидеш само сега шо да правам, како, нели? Сепак нашата професија бара креативност. Сега мене ми е јасно зашто Марија е толку добра, затоа што Боња Лунгов, да речем режисер кој што во Македонија направи бум со сите представи, се знаеше чим дојде Боња Лунгов да режира представа секако оди надвор и секако зема награди, затоа што направена е маестрално. Кај него немаше да направи представа колку ради реда да направи, туку секоја представа ја правеше, буквално се дава максимално и од глумците бара максималност во работењето, до совршенство добри представи направени, сите повеќето во театар за деца и младинци. И сите успеси на театарот за деца и младинци, надвор што биле направени, се во тоа време се заслуга на Боњо Лунгов. А ти гледаш па си начекала, тие едва и чека на 2-3 години еднаш да дојде да режира, а ти си имала... Па јас кога отидов, дури викам кој зима класа, викам Боњо Лунгов, викам јас само сум слушала за него, викам бар да ми го покажете како изгледа и доаѓам со ташничката, викам ово е, вика кај него сега, вика ќе бидеш, нема спиење, од сабајле до вечер работа. Викам добро сега јас за тоа и сум дошла, нели, за тоа и сум дошла, викам не, за џабе, така. Потоа добив нели стипендија уствари таму и 4 години живеев. Со тоа што нели за распуст доаѓав и секогаш имав домашна задача. Секој распуст, поготово зимски. Ма се правевме, првите 2 години ние правевме сами и не тераше да размислуваме околу куклите како да изгледаат, сценографија, како ти како актер исто како би изгледал. Значи можеби за тоа ми е сега тоа нешто јас кога правам,
Нели да, ние како актери работиме со различни представи, разни стилови, ама некаде мене ми помага кога ќе го видам ликот каков е, нели? Ме разбирате, вака исцртано да го видиш како е облечен и што е, и после со тие препораки од режисерот што ти ги дава, нели? Кои се неговите карактеристики како лик, што се сака, што прави, како прави, па си наоѓаш, нели, така од се си склопуваш и ти доаѓа ликот, можеби, нели, после зборуваме и внатрешно и надвор да го изнајдеш како таков. Марија, ти си заедно со Винета, колешката твоја, сте во еден меѓучекор или меѓу смени од глумачки, зборувам, затоа што почетоците на Театар за деца и младенци беа со Тања Кочевска, Олгица Христовска, Предрак, Владко Лазовски, Кети, Ана Левајковиќ, да не заборавам некој, и тие си тера, сите представи си ги глумеа тие. После тоа доаѓаш ти, доаѓа вие двете доаѓате, за сега повторно да дојдат млада екипа кои што се пак да речам носители на театар, на да речам 99% од представите, главните улоги или воопшто улогите ги носат тие. Да се види, сега дали он ќе ја фати таа шанса, ќе ја зграби или коцките како ќе се наредат и среќа можеби, не знам како да кажам. Како иде време, во некако малку се потешки времиња се, ама ете можеби имав таа среќа, значи јас влегов во еден проект така, како таков, тогаш беше онај први Чадиковски. Затоа фатив, викам, и од тоа време малце, дури и спициентот Чишко Темчо што го вика го фатив, за кратко макар, да. Потоа следуваше друг проект, мислам дека беше Малата сирена, па Бескрајни соништа исто правеше мојот професор. И така после сами некако ме баре од театарот без некои наметнувања дека некој мора да ја земе. Јас така бев 3 години хонорарец, дури влегував во замени кога требаше, нели, моите колешки кои беа на трудничко. Зашто и да било, нели, никогаш не сум откажала, бидејќи за мене тоа беше предизвик, нели, како млад, така тие малку секако и страв дали ќе се справиш со сите тие работи, нели. Ама ете, фала му на Бога, сум успеала да си задржам тоа приликата што ми ја дале, шансата да си ја задржам и како таква да, нели, понатака да се надоградувам и јас како актер, значи да созреам, да раснам. Ќе бидам краток. Вие знаете народот што сака. Ми треба идеалното новогодишно пакетче. Витаминка. Еве, има фрути. Хепи. И луп има. Секако исто ови флипс. Среќни празници. Витаминка. Убав ансамбл е во секој случај Театар за деца и младенци. Среќна што сум во тој ансамбл, баш мислам дека не знам, еве тоа го кажувам насекаде. Јас не дека не сакам нешто секако. Секој актер треба да му се даде шанса во различни работи да го видиме. Сега некаде ќе биде подобар, некаде полош. Меѓутоа, како ансамбл, тука што сум, можеби ете пак ќе речам ми се склопиле коцките и среќа, сум многу благодарна што сум овде. Не би сменила за ништо живо на светот. После како дојде вработувањето? Да, и после 2012, веќе после 3 години. И што те викат, Мацо? Па не, имаше после аудиција, до тогаш немаше аудиции, конкурс немаше за вработување на млади актери, нели, до тогаш немаше кај нас тие што беа постарите од ансамблот. И така после дојдовме јас, нели, Мартин Јордановски, Мики, Наташа Симона Боцо, Емра, тука сме тие што дојдовме, и сега следни нови генерации кои ни дојдоа исто, со супер енергија, супер актери млади, вредни деца, добри, пред секако личности. Навистина сум многу среќна што во нашиот театар имаме ете така еден убав колектив. Баш во вашиот театар треба буквално да знаат се актерите, да знаат прво да знаат на мал простор да се снајдат, затоа што се работи за најмалата сцена што имам видено воопшто во театарот. Први виделе мали сцени по фестивали кога сме иделе, да, меѓутоа Но во секој случај многу мала сцената и треба на толку мала сцена да се 5-6 луѓе убаво да се движите без да се чукате еден од друг. со тие раскошни Со костими. раскошните костими. Значи тоа ви е прво што стално кога гледам представа во Театар за деца и младенци, прво тоа го уочувам и викам секоја чест колку прецизно точно знаат секој
како да се размени со другиот без да се допре. Тоа е прво што може би вам ви изгледа многу лесно, затоа што вие секојдневие, но верувам дека кога би Може би дошла... навика веќе, не знам. Но кога би дошле други актери, знаеш дека тоа ќе име најтешко нешто што ќе може да го солва. Шегував, не знам каде бевме во некој театри, нели гостувавме, ова и нели широко, големо наместено, викаме сега што правиме, ние навикна и сега ај треба многу да трчаш, да крушиш, што дека стигнеш, нели да заобиколиш сцената за да дојдеме оваа страна. Кај нас пример ако сум од таму и после треба да излезам, одма тоа се случува. А ваму викам леле, чекај се, трчаш да стигнеш. И така да навикнати сме можеби. Значи тоа ви е прво, снаоѓањето во простор, после тоа пеењето, вие мора да знаете сите да пеете. Да, барем да си Затоа што за да и слух да имаш. слух да имаш, не знам, да знаеш точно како можеш со младите да ги држиш, со децата да ги држиш, да се активни да ја следат представата, затоа што тоа е најтешко нешто, детето да го натераш ти да ја следи представата. Сега последната кога ја гледав Роња представата, почна со деца многу напред, некој роден ден славеа, и джагор, викање, не можам да ти кажам. И кога почна представата, полека, кога ги видеа тие глумците со куклите, полека се потопи, јас си влегав во представата, викам, еве што ти значи. Да, тоа е најтешко кај нас во нашиот театар, значи не можеш да знаеш каква публика ќе ти дојде. Значи има деца и деца разни, потемпераментни, понемирни, по воспитани, поневоспитани, како да речам, се тоа доаѓа според мене, да, во училиште се учи за театар, меѓутоа од дома треба сите да ги подготват децата дека кога се оди во театар се знае како е, нели не со рацете, со нозете горе на сцена, да се зимаат пуканки како за у кино, не, значи се оди, се следи представата, па ако треба после може да се изразговара, да не биде нели во текот. Исто нормално ако има реакции во текот на представата, како и сите деца што знаат нели кога ќе се внесе во неа, па ако е некој негативец да потврди или нешто. Добро, тоа се некои детски мали нели нешто, ама да биде она има безобразни работи кои нели така може се случува, треба мислам дека од дома да се воспитаат и да им се каже како треба да се следи една театарска представа. После завршувањето на представата остануваат да се подружат малку со вас родителите, со децата сами. Па вака сега, ние обично актерите сме тука кога после представа нели роден ден обично некојаш слават, што тоа е така ете концепт, некои имаат за да слават, меѓутоа има културна публика која подоцна ако некој или замоли нешто да се сликаме, тоа не е никаков проблем, така или нешто од децата ако некој го интересира нешто, или ако играме организирано од некој училиште и потоа не замолат, нели ако може да се сликаат со вас и некој прашање да постават, ние секако актерите сме тука. Значи се на договор, зависи дали ќе има интерес после тоа да се види да се изразговара, тоа е добро. Марија, ти ги фати и оние моменти кога во театар за деца и младинци почна да се прават и представи за младинци, ноќни представи кои што почнуваат од 8 часот и кои што се малку поразлични од овие детските представи кои што ги гледаат и мали дечиња. Овие се представи кои што се наменети да речем за таму плюс 14, 16, 18 годишна возраст, тинејџери. Нашиот клас беше првата представа која што беше младинска. Колку што се сеќавам пред 10 години, од прилика така беше. Од моето време кога дојдов точно беа нашиот класи кои се таа беше преубава представа која што навистина и траеше долго, но и го задржуваше вниманието и сите кои што ја гледаа представата, макар биле тоа помлада публика, уживаа во представата. Проблемот што таа сцена не живее максимално како што треба да живее. Јас го гледам во маркетингот и лошото информирање можеби не ни знаат дека постои таква сцена меѓу гимназијалците посебно. Тоа се представи кои што се наменети претежно, да речем, за таа публика гимназијалска, но или средношколска, како да ја кажеме, но сега можам 100% да бидам сигурен дека представата последна што ја гледав, како ќе го делиме мачарот, дека е представа која што е наменета за публика, па да не речам како моја возраст, повозрастни и од тинејџер па натаму. Добро, ние вечно тинејџери сме некои од нас, но навистина е направена една преубава представа за распадот на едно семејство и како
членовите на семејството, посебно децата, сакаат да се обнови таа фамилија да биде како што била порано. Колку е тешко тоа прикажано во представата. Се работи за Јане Спасич, еден млад режисер кој што прави режија, музика, текст. Беше филм нешто се занимава, мислам. И плюс занимава и со филм. Има неколку представи кои што се волно институционално поставени, но во секој случај одлично направена представа, но она што паѓа во очи актерите кои што сте внатре во представата, сите од првиот до последниот, со таква желба, со таква сласт ја играте представата, и леснотија, и се гледа дека ви фали таков вид на представа во репертоарот. Не велам дека сте заситени, но сигурно после толку одиграни детски представи, убаво ќе му дојде на секој актер, како што викаш, да испроба и некој друг жанр. Да, така е. Вака, јас сега од областа на овие младински представи можам да кажам дека досега, откако сум дојдена, ова ми е втор проект. Да не бидам погрешно сватена. Да, може би ета. Не знам, јас така викам, тоа што е за мене некако само ми доаѓа, без некои наметнувања и некои, ме разбирате, не сум тој тип, јас да играм тоа. Не, ако е за мене тоа одредено, дека јас тука ќе се снајдам и биде, некако како Господ сам се ги дава работите што да бидат, не знам. Благодарам еве на Јане што имаше довербата и ме зеде мене во еден ваков проект, нешто поразлично од детските представи за кои секако сите ми се на иста тежина, не дека тие се помалку повеќе. Убав процес каде што како актер да се видиш во нешто поразлично. Дури јас бев скептик, викам чекај сега најднаш 3 ми даваш да играм, јас дали ќе се справам, малку нели. 3 радишни улоги имаше. Жанрот викам нели е сепак ова реализам и така да добро со него, навистина многу добро знае да работи со актерите. Пред се му се актерите, според мене. Со сите онака баш без никакви напори или не знам расправи да имаш или негативности, со полека, со убав разговор, дојдовме до сето ова како производ. Се надеваме дека ќе еве за репризата имавме навистина беше распродадена, супер. Се надеваме дека ќе имаме публика и за младинските и други и за ова, дека ќе доаѓа публиката без разлика, нели ние имаме, рековме и детски представи, имаме одредени денови кои се за младински, еве прошлиот пат во вторник ја игравме. Нека повелат на време да си резервираат билет, бидејќи прошлава беше распродадена целосно репризата. Треба можеби поголем маркетингот повеќе да работи на тоа, али не знам да се рекламираме повеќе, да бидеме можеби не на наметливи, ама да бидеме по нели ажурни. Затоа што кај нас децата, родителите си ги носат децата, не мораш ти да тераш на некој наслов како Пепелашка, Мала сирена и ред други, Црвенка, па си доаѓаат. Меѓутоа, ете, возрастните, нели, можеби треба да се отиде добар ден во некоја фирма, имаме ние таква и таква представа, кои се заинтересирани секако ќе да дојдат. Имаме навистина убави представи, детски и младински, и се надевам дека ќе бидат посетени во иднина. Кажи ми, Марија, кога заврши, јас бев на премиерата, кога заврши премиерата, знаевте вие каква представа имавте? Знае актерот што направил според реакцијата на публиката или според свое некое чувство? Имаше навистина убава реакција, да, онака убаво. Тоа се осеќа енергијата, нели, размената меѓу публиката, актерот, кога ти се полни душата од тоа што и нели секако после аплаузот. Ние претходно секако дека нашите представи ги гледа и уметнички совет, нели, кој след кај нас, нели, како сепак да се види до каде е резултатов, нели, на представава уште пред да излезе, збориме. И уште кога ја гледаа прв пат, уште не можам да кажам со еден или два прогони, еден целосен прогон, некој груп беше и ни рекоа, дечки, имате супер представа, вика, гледајте, терајте, нели, само стегнете тоа што треба и уживајте навистина. Како производ ја видоа уште тогаш на уметнички совет. И после имавме предпремиера со некои исто од наши неколку луѓе, не беше нешто полно, бидејќи се снимаше, се сликаше. Исто имаше убави реакции, коментари и веќе премиерата која дојде, нели, наши други колеги дојдоат, други критичари кои се компетентни да кажат за тоа и рекоа дека навистина сме направиле прекрасна представа, зашто се радувам. Еве јас после толку време имав играно во Животинска фарма, нели, представа во младинска и ова ми е као втор проект, и онака ми беше кејф што попадна во еден ваков убав проект.
Благодарам. Кои се твоите улоги, кажи ми, да знаат? Јас играм таму една тетка, или тетка Јасна во семејството, односно на Ана Левајковиќ, мајката која ја игра, или на нејзина сестра, која секогаш за семејството тука, во добро и во зло, секогаш си ги сака претерано внуците, сака да има секогаш мир, хармонија, да биде се во ред, децава да не страдаат многу, да биде покрај нив, таква е како улога на тетката. Додека Грижлива тетка. додека другите исто пропратни ми се на Матеја, Искра што ја игра девојчето, нејзината другарка Дафина, која нели една реплика нејзина Искра која кажува Дафина знае се. Значи Дафинче е едно ликче такво дете кое знае се, буквално дознава и за разводот што се случува во семејството кај Искра и така и е најверна другарка и тродета. Додека уште едната улога ми е девојката, односно тинејџерка на Огнен, најголемиот Никола што го игра. И таа исто така кратко 2 сцени се, кои нели сепак се бараше да има нешто различно, за да не се поклопи со ликовиве, да речат сега гледај сад како тетка моја овде. Значи гледав да бидат колку можам и јас како актер да се дадам и сепак така да биде тоа без некакви напори или не знам нешто карикирања, туку баш она суптилно, полека да се изградат сите тие 3 ликчиња, а да бидат различни. Но во секој случај сите 3 направени одлични улоги и како што кажав, без ниедна грешка, можам слободно да кажам дека цел ансамбл, сите од првиот до последниот направија улоги кои што ќе останат запаметени. Сите оние што ќе ги гледаат, ќе уживаат во улогите и ќе уживаат во представата. И затоа ги поканувам искрено, ги поканувам од се срце да ја гледате таа представа, затоа што се работи за преубаво парче. Не често имаме можност да гледаме толку добри представи, еве затоа ви кажам, одете во театар за деца и младинци, не мора со децата, одете по возрастната публика да види што направиле. Големи деца може да И со дојдат. поголеми деца. Точно, баш една пријателка на мајка ми вика, еве и ние поминуваме низ некој такво нели развод, баш оне тинејџер, вика сакам да дојдам се за следнава, па да не ги изумам да резервирам билет. Да, така да нека дојдат и нека уживаат како и секогаш, и млади, и постари, баби, дедовци, без разлика. Сите се добро дојдени кај. Сите се добре дојдени кај нас и загарантирано е уживањето. Да, кај нас секогаш. Марија, ти благодарам многу што ми беше дел од магична сцена. Навистина е уживање со тебе кога да се и видиме и вака приватно и вака службено. Убаво си поминуваме и ти посакувам многу среќа, многу успех, остани ведра, весела како што си стално. Ти благодарам, Александар. Фала ти. Па да се гледаме пак за убави настани, убави премиери, представи. Се најдобро.